соочува со подобрување на условите за работа за вработените, но и за сите граѓани. Така во Куманово, како што каже и министерот, нашите шалтери беа на втори скорак помало таму смотровите се полните 4 до 5 метри, така да стварно беше проблематично доаѓањето до самиот шалтер, да не збориме за лицата со посебни потреби. Огромна благодарност пред се до министерот, исто така до владата Република Македонија, што овој простор го додели на катастрот, претходно беше на КУИ и во едно кратко време успеавме да го адаптираме и за граѓаните на Куманово да имаме место, простор каде што ќе можат да поднесуваат барање на шалтери, да преземаат документи од шалтерот и така натаму. Агенцијата за катастар недвижности преку 50% од предметите веќе ги прима електронски, но секако мора да мислим и за преостанатите 50%. Овде во Куманово имаме и проблем мал. Општината, иако е властена, да издава имотни листови за незините потреби, пример, за добивање на одобрение за градба или за легализација на дел градба. Наместо да го прави тоа, ги праќаше луѓето во катастрот, во старите згради. Сега или ги праќа, тука сме близко, но мојот апел е да се почитуваат законите и имотните листови да се издаваат онаму каде што треба. Да не ги шетаме граѓаните од едно место до друго и така натаму. Би се надобрзо на министрот што каже. Катастрот е вклучен во постапката на бесплатно изготвување на геодетски елаборати за социјалните случаи. За сите оние што имаат поднесено барање во рокот од 2011 година, тој истекува оваа година. Изготвувањето на бесплатни геодетски елаборати за легализација до 31 декември 2016 година, па мојот апел е да не чекаме последни рокови, бидејќи ресурсите се ограничени, граѓаните да се додат до шалтерите, веќе си ги имаме прекрасно место тука во Куманово, да си достават барање или излеземе на терен да изготвиме бесплатни геодетски елаборати. Измените на законот министерот што ви каже се во текст, за сите оние граѓани кои што имаат стара градежно-техничка документација, значи треба да дојдат да поднесат пријава катастрот и за нив ќе изготвиме